Почитувани граѓани, почитувани медиуми. СДС и ДУИ се единствено виновни за рудникот Иловица. Владата на СДС и ДУИ во 2006 година, застапувана од тогашниот министар за економија Фатмир Бесими, го потпишува првиот договор за концесија за Иловица. Ова е договорот потпишан помеѓу концесионерот и владата на СДС и ДУИ, застапувана од Фатмир Бесими, кој тогаш бил министар за економија, а сега е министар за финансии. Овој договор е потпишан во 2006 година на 31 мај. Ова е договорот кој е причина за сите проблеми на жителите на Струмичко. Ако владата на СДС и ДУИ не го потпишала овој договор во 2006 година, денес Македонија ниту ќе беше на арбитража и ниту ќе имаше страв кај жителите на Струмичко дека Струмичката котлина и поширокиот регион може да бидат контаминирани. Овој договор, кој го потпишал Фатмир Бесими врз основа на одлука на владата на СДС и ДУИ за давање на концесија од 25 април 2006 година, е коренот на проблемите. Лажното лицемерие на СДС и ДУИ е на површина. Обидите да се обвини ВМРО ДПМН и председателот Мицкоски пропаѓаат. Подценувањето на интелигенцијата на граѓаните оди дотаму што тие денес се представуваат како заштитници и се појавуваат на протест, а вчера на седница на влада гласаат спојување на концесиите и реализација на нивниот проект донесен со одлука на влада во 2006 година. Ова е документираната вистина, а таа говори дека рудникот Иловица е замисла и проект на СДС и ДУИ од почеток до крај. Дополнително, одговори за срамните изјави на еден министер во владата, во случајот Крешник Бектеши, дека ја довел цела влада во заблуда, да ја изгласа оваа одлука нема. Па затоа, ова јасно потврдува дека оваа влада е спремна да се лажи меѓу себе само за задоволување на лични бизнис интереси. И после 17 години, истата таа влада на СДС и ДУИ дозволува проектот да отпочне, а на сето тоа му претходи превземање на Euromax Resources од страна на бизнисмен кој важи за близок до ДУИ, Дестани. Истиот тој Дестани, за кој во јавноста се тврди дека нема ниту еден ден искуство, ниту некаква експертиза од копање на злато, треба да ги убеди граѓаните во Струмичко дека тој ќе работи по стандарди и средината нема да се контаминира. Зарем некој ќе поверува? Почитувани граѓани, проектот Иловица е исклучиво за ќар на СДС и ДУИ. Ви благодарам.